Траги во времето. Траги во времето. Почитувани слушатели, гостин во денешното издание на документарната емисија Траги во времето е универзитетскиот професор, класичен филолог и лингвист Ратко Дуев. Разговорот со доктор Ратко Дуев, во 2 мандата декан на Филозофскиот факултет во Скопје, го води авторот Александар Ангеловски. Ратко Дуев е роден на 26 јуни 1970 година во Велес. Првите години од детството ги поминува во Демиркапија и во Гевгелија. На 4-годишна возраст семејството се преселува во Скопје, каде што завршува основно и средно училиште. По оформување на гимназиското образование во Јосип Броз Тито во 1988-1989 година ја регулира задолжителната воена обврска. Пројавената љубопитност за минатото македонско, балканско и европско го насочува младиот Ратко на катедрата, денес Институт за класична филологија. Покажаните резултати и остварениот просек му овозможуваат да се определи за постдипломски студии. Од 1999 до 2001 година работи како хонорарен асистент-истражувач во Центарот за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите. Во 2000-та, годината на заблуди во светот на информатиката поврзана со почетокот на новиот милениум, така наречениот Проблем 2000, Дуев е избран за помлад асистент на Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет во Скопје. Во 2003 магистрира, во наредната година е унапреден во асистент. Одејќи по патот на науката, покрај педагошките обврски ја подготвува и докторската дисертација на тема Зевс и Дионис. Студир на синкретизам на небесни и хтонски култови во најраниот хеленски период. По одбрана на докторатот во 2010 е избран за доцент, по 5 години за вонреден, а уште по 5 за редовен професор. Во меѓувреме, професор доктор Ратко Дуев извршува и повеќе организаторски активности. Главен технички координатор и член на факултетската комисија за уписи на нови студенти, главен и одговорен координатор на Отворен ден на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Следствено, функциите раководител на Институтот за класични студии, уредник на меѓународното научно списание Жива антика, продекан за финансии и во 2 мандата декан на Филозофскиот факултет во Скопје. Истовремено, во 5 мандати е председател на Комисијата за издавачка дејност при Министерството за култура, член на Одборот за доделување на државната награда Свети Климент Охридски и на државната награда 11 октомври, председател на Националната комисија за учебници при Министерството за образование и наука. Професор Дуев е редактор и уредник на повеќе од 800 изданија на Филозофскиот факултет, на Македонската академија на науките и уметностите, на проектите Звезди на светската книжевност, Антологија на светската поезија и Светско книжевно наследство при Министерството за култура на Република Македонија. Кон реченово се прибројуваат уште многу професионални ангажмани во земјава и во странство, учество на 30 на научни собири, 10 на издадени книги, објавени преводи, статии во зборници, прикази и индекси. Во популаризација на истражувачките интереси, античка митологија, антички религии, микенологија, античка епика и античка музика и на одбележувањата на годишнините на матичниот факултет, професор доктор Ратко Дуев беше посакуван гостин на програмите на Македонското радио, Македонската телевизија и во печатените медиуми.
Професоре Дуев, во пресрет на 16 декември, кога одбележуваме 105 години од основањето на Филозофскиот факултет, високообразовна институција на која и припаѓате и вие, и бевте во 2 мандати декан, добре дојдовте на програмата на Македонското радио. Благодарам за поканата, добро ве најдов. Навистина, кога ќе слушнеме 105 години од постоење на една институција, може би во денешни услови изгледа нешто помалку значено, но ако зборуваме за 105 години од постоењето на Филозофскиот факултет во Скопје и ни сите премрежија во историјата низ кои сте развивал, неговата мисија за градење на институции и особено образованието во нашата земја, тогаш мораме да сватиме дека станува збор за еден голем јубилеј, еден мощен значен јубилеј за постоење на една институција повеќе од еден век во нашата држава, која што постои 80 години. Во голема мера мора да разбереме дека почитувањето на една таква институција на некој начин се изедначува со почитувањето на самата наша држава. Со неговото возобновување во 1946 година и самиот податок дека од првиот академски час кој се одржал на 16 декември и прогласувањето на Денот на државата на 29 ноември во Македонскиот народен театар, за само 10 години е основан Универзитетот Свети Кирил Методи секако 49, но за 10 години заокружен процесот на создавање на сите факултети и единици на универзитет, покажува колкаво е значењето и со каков ентузијазам тогашните професори ја прифателе таа задача да го создадат првиот македонски универзитет. И јас постојано повторувам дека нема земја во светот која што успеала за 10 години да основа универзитет кој што ги задоволувал сите светски стандарди. Во најголем број случаи, животописот на гостите во документарната емисија Траги во времето го споделуваме со нашите слушатели според хронолошкиот принцип. Кај вас, меѓутоа, внимание ми привлече учеството на неколку научни собири во време кога научникот доктор Ратко Дуев има, условно да кажам, намалени обврски на педагошки план. Станува збор за 4 конференции. Ве молам редоследно со по неколку реченици да ни ја представите суштината на меѓународните тематски симпозиуми и вашиот придонес на истите. Оно што Аристотел го велел, дека човек може да стане на млади години веш музичар, добар математичар, што покажала историјата, а нели Моцарт свирал на 4 години, Бил Гейтс го измислил Windows на 14 години, но 45 години го основа Microsoft, вели дека филозоф или научник може да стане човек само после 40 години, додека стекне доволно искуство да може подлабоко и посериозно занимава со научни работи. Така некако и мојот научен пат, постепено развивајќи ги интересите, со учеството на последните конференции е врзано со моите 2 главни научни интереси. Едната е секако статусот на македонскиот јазик како филолог, кој што се одржа во Македонската академија на науките и уметностите, во време на дигитална технологија, вештачка интелигенција, чувањето на сопствениот јазик, кој што е врзан секако и за постоењето на нашата држава, се обидов накусо да ги изнесам проблемите околу непочитување на законот за македонскиот јазик. И тоа со години наред. Да, со години наред, нели најавениот инспекторат кој што знаеме дека се уште не профункционирал, споредувајќи го со помалку, да кажеме, глобални јазици, како јапонскиот и кинескиот, и на начинот како другите народи го чуваат својот јазик, без разлика што живееме во време кога англискиот јазик не е само јазик на науката, туку е веќе јазик на говорната комуникација. Потоа, она што мене од секогаш ме интересирало, тоа се историјата на религиите, и моја беше иницијативата заедно со професорот Матевски за започнување на една светска конференција за религиски диалог и толеранција. Околу 5 поред успеавме да организираме, на што учествува вкупно околу 400 научници, речиси од целиот свет, да се обидеме преку знаењето на колегите од целиот свет и нашите сознанија да решиме еден многу горлив проблем. Знаете, она што зборува за слово на љубовта и светоста на животот, за кралството на небото, одеднаш по последните децении сме сведоци дека стана цел на политички манипулации на сребролюбците и на интереси на разни мокници, и на крајот од она што зборува за еден сосема друг живот, живот по смртта, стана поле на војни, на раздори
со моите истражувања на балканската традиција, која што навистина уникатна, сушто Балканот е најмногу придонел за развојот на современите религии, да на некој начин покажам и апелирам да најдеме механизам да го спречиме таа злоупотреба на религијата и преку знаење, преку ведување на предмети како историја на религијата, да младите од најмала возраст се запознаат што е целта на религијата, дека ниедна религија не учи на ништо зло и лошо и дека не може да биде злоупотребувани за некакви идеали во чија позадина лежат политички интереси и економски интереси. Сега се враќаме на почетокот на 80-тите години со назнака да проговориме за семејството, за родното место, детските години и за основното училиште. Јас секојаш животот го гледав нешто како една река која тече. Главно е, велам, човек само да не се закачи некаде или да се удави во тој тек, но голем дел од настаните и не можеме да ги смениме. А инаку, моето семејство потекнува од Гевгелиско, татко ми од село Ѓавото, мајка ми од Богданци, но роден сум во Велес, бидејќи во тоа време за потешки породувања немало гинеколог во Гевгелија, па потекот на Вардар по во Неготино и на крајот во Велес гинекологот прифатил да ја породи мајка ми. И така сум случајно роден во Велес, иако моите корени се од Гевгелиско. И на 4 години татко ми како естраден уметник, започнал своја кариера во Скопје и сум преселен во Скопје. Тој беше можно популарен во тоа време со својата музика и настапувал по концерти низ цела Југославија, така што некако Скопје им било некое решение за да бидат поблиску до сите тие уметнички случувања во тогашната Југославија. И потоа живеевме најпрво во населото Пржино, при што од забавешти основното образование го завршив во Браќа Рибар, денеска Димитар Миладинов, кој што беше, морам да признам, тогаш едно врвно училиште, мощни строги професори, што секако остави трага на мојот развој. Тоа го разбрав кога се запиша во гимназијата Јосип Броз Тито и во нас поредба со ученици што доаѓаат од другите училишта, тогаш некако сватив. Се виде разликата. Се спомнувате на некој од нив? Па се спомнувам на Зора Попова, мојата професорка по македонски јазик, и исто така што денеска ни недостасува мојот учител Трајче Гелевски. Не само што учевме за познање на природата, туку тој секојаш организира екскурзии и не носеше на лице место, да ги видиме планините, да ги видиме реките, не носеа во сите оние музеи природно научни. Она сега што го зборуваме како практична настава, ние за жал, пред многу години, пред половина век, ние го имавме. Следен чекор веќе го најавивте во проширување на видиците, оформувањето на средното образование, рековте во гимназијата Јосип Броз Тито. Кажете ни ги вашите спомени за 4-годишното школување, за некои впечатоци од соодносот со наставниците, за интересни случувања, својствени на возраста и во дадените услови. Можеби тоа е некако најубавиот дел од животот на секој човек, бидејќи со пубертетот, зрењето, имавме, морам да кажам, многу строги професори, и таму кои што многу барај. Тогаш некако не зафатија сите оние реформи со културолошко делење на смерови. Тогаш ја се простана еден дел културолошка насока, имаше и машинска насока, неколку класови, се споја со гимназијата Цветан Димов, некако имаше такви комбинации. Но она што памтаме, повторно кажам, што сите тие нешта што ги учевме и сите тие вон наставни активности кои што ги имаме во школото, а во голема мера придонесеа за мојот развој по домашниот живот. Јас се сеќавам, например, мојот класен Такис Андонакис, кој што е за жал починат, и организираа она што сега мораме да го вратиме како младински центри, според новите закони на Европска унија, имав еден таков проект што ние го уништивме. Одевме на планирање 15 дена надвор во природа. Но нашите родители не даваа ништо, туку самото училиште имаше чамци, имаше ранци, целата опрема, не знам, оние секири, јажиња, алки, за да вежбаме планинарење, алпинизам, преживување. И тоа беше за еден млад човек многу интересно. Доживување, авантура. Дури имавме и патување пешки преку планините Скопје Струга. Ние немавме во тоа време ниту вештачка интелигенција, ниту одевме на курсови, но јас мојот англиски јазик го научив токму во гимназијата Јосип Броз Тито и можев понатаму се служам на моите академски студии. Завршениот средношколец Радко исправен пред предизвикот што понатаму се најдовме сите во процесите на распаѓање на Југословенската федерација и градење на македонската независност и самостојност.
Како го доживеавте тоа како млад човек, според актуелните професионални и општествени остварувања, жеден за освојување нови сознанија, за достигнувањата на претходните генерации во поширока смисла? Има ли тука место за прашањето за регулирање на задолжителната воена обврска? Да, јас тогаш такво беше времето, за да бидеме слободни во домашната кариера, веднаш по завршувањето на средното образование, заменав во Југословенската народна армија. Која година беше тоа? 88-89. И тоа во Загреб, најголем дел во Крајина, матична место не беше аеродромот Плесо во Загреб, но повеќе биле краишници, онака историски речено. Да. И на вистина ми остава убаво сеќавање, бидејќи тогаш таму народ многу сакаше војска и многу полошо. Имаше еден позитивен и многу полошо беше да бидете во голем град, отколку да бидете во помало место каде луѓето на некој начин живееа со тие млади луѓе. И иако веќе се чувствуваше раздорот меѓу старешините, меѓу младите луѓе не се чувствуваше, но меѓу старешините веќе се гледаше тој раскол на она што ќе следи понатаму, но сепак едно убаво животно искуство, стекнати позитивни навики. Да, навики како еден млад човек може сам во една средина која што не ја бира и одредува, да мора да обстане и да се адаптира. Потоа се запишав на филозофскиот факултет, на Институтот за класични студии, најмногу поради тоа што како дете постојано одев по неа на превере по историја, специјално беше Втората светска војна и секојаш имав први место на сојузник. По моје време беше Тито, револуција, мир. На мојот избор многу влијаеше тогашниот секретар на Македонската православна црква Чедомир Димитриевски и професорот Иван Джапаровски, и така му патија дека ако толку сакаш историја и ако толку те интересира религијата, ти мора да ги научиш јазиците. И дека јас морам пред да се запишам на Институтот за класични студии, за да можам утре ден да бидам некој компетентен истражувач, бидејќи без да ги читам изворите, не можам значително да придонесам или да стекнам многу поголеми сознанија за она што ме интересираше, и така некој се движеше мојот пат, иако беа многу тешки времена, сеќавате турбулентни времења, а нели војни, кризи, недостаток на гориво. Да се случи, и затоа и моравме и од млади да почнеме да работиме, луѓе останува без работа, технолошки вишоци. Имаше оној период за време на Марковиќ кога некако започна надеж за убав живот, престано на галопирачка инфлација, но набргу знаеме сите што се случи, и тоа баш во, можам да кажам, најубавите години кога ние како млади луѓе требаше да стапиме на сцена, сето да беше травматично. Да исчекориме со своји кажувања, знаења. Како што велиме, реката те води, нема каде да заминеме. Кога се запишам од класични студии, тогаш предаваа професорката Елена Колева, професорката Љубинка Басодова и професорот Витомир Метевски. И професорката Даница Садиковска, една енергична жена која што навистина успеа да не научи старогрчки. Потоа изучувавме не само книжевност и историја на стар век, професорка Нада Проева, класична археологија, професорот Микучич, еден систем на студирање кој на некој начин и во тие кризни времења повторно функционираше. Тогаш немаше школари, иако финансиските состојби на семејствата беа значително опаднати, и некако сите млади луѓе започнуваат да работат и некако се снаоѓавме да стигнеме до целта. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на Македонското радио и ја следите редовната емисија Траги во времето, во која наш гостин е доктор Ратко Дуев, професор на Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет во Скопје, истакнат филолог и лингвист, а разговорот го води Александар Ангеловски. Професоре Дуев, по дипломирањето, година 200 асистент истражувач во Центарот за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите. Во 2000-та сте избран за помлад асистент на Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет во Скопје.
Тоа го потврдува фактот дека сте се определиле за наука и во тоа својство покрај задолжителните часови, вежби со студентите, требаше да се подготвувате за испитите од постдипломските студии, последователно да подготвите и одбраните магистериум на соодветна тема, може би создадовте и брачна заедница. Пресвртница во мојот живот беше сега академик, мојот професор Витор Митевски, кој се сеќавам на последниот испит, навистина тогаш многу се бараш стекавате, значи тоа беа книги по 3-4 страници, некако денеска ние што адаптираме за студентите. Тој беше воодушевен од мојот одговор и тој прв ме покане дали размислам за академска кариера, со нели напомене дека не може да градира, но да размислам ако сакам да го започнеме тој пат, дека треба да запишам постдипломски студии и така, мене тоа ми беше предизвик, иако моите животни планови во тој момент не беа насочени во тој правец, но ми беше како предизвик, бидејќи цел живот го сакав образованието, работите со млади луѓе, на света работа, обучувате, кадар, работите долго. Создавате иднина на некој начин. Иднина, исто интелектуална работа и ја прифатив таа понуда, но за жал тогаш во тие настани се случија многу превирања, други интереси и некако се искомплицира работата, така што професорот мој се чуваш одговорен и рече во моментов дека тоа не може се случи, иако искрено јас не очекував, и ме прати во Македонската академија, кај академик Петар Илиевски, тогашниот председател Георги Ефремов, имаше спишано конкурс, една многу убава благородна идеја да секој академик добија млад асистент помошник, кој што ќе му помага на академикот, а обратно ќе стекне знаење работејќи со овие големи научници. Всушност и тоа беше најголема пресвртница во мојот живот, бидејќи некако срекно бев пратен навистина место каде што не само што научив повеќе, туку стекнав големи животни вештини, бидејќи покрај помошта на академик Илиевски бевме организирани како одредени центри и тука моравме да соработуваме со другите академици, со академик Цветан Грозданов, Георги Старделов, Властимир Николовски, потоа со оној проект Словенска писменост, области, со Денка Рибарова, Зузана Тополинска, организација на конференции, издавање книги, списанија. Покрај научната работа имавме други задолженија и всушност мислам дека тоа беше една моја научна пресвртница каде што јас успев да акумулирам многу знаење и вештини. Особено во онаа книга Појава и развој на писмото на академик Илиевски, која што јас и технички обработував, и фонтовите ги правев, и сликите ги обработував, и така некако моето име стоеше, за да не биде заборавено, во изработка на индекси, која во тоа време тоа се работеше рачно некако сега. Тој беше и докторант на Кембридж, таа Кембриджка школа на некој начин успеа да ја пренесе на мене, и така се изроди идејата за мојата магистарска теза, бидејќи јас се занимавав и со музика, нели, како мојот родител, и тој сметаше дека јас би одговорил, бидејќи ми интересира, нели, праисторија, историја, тој беше бикенолог, постдипломските беа констатирани изучување на мекенската култура, воедно на менојската, која што мене многу ме интересираше, бидејќи тоа е костурот на сегашните современи религии, и така беше идејата да пишам за музиката во најраниот хеленски период, во фусусо-мекенскиот период, ајка и Хомер. Една тема, тој сакаше да искористи моето и музичко знаење и филолошко знаење, за да расветлиме некои поими и теми, бидејќи мекенското писмо е силабично писмо и многу тие идентификации се несигурни, па тој сакаше ете на тој начин да давам придонес во науката. Кога работите лингвистика со вакви тешки теми, вас ви треба терминологија. И јас затоа морав да се вратам назад во црковнословенскиот превод, за да можам да извлечам, нели, како Константин Филозоф ги преведувал тие термини, за да можам јас да најдам соодветен македонски збор за оние делови од музичките инструменти. И така, тоа ми помога да навлезам и во другиот филолошки и теолошки дел. И професор Илиевски имаше друга идеја, но јас инсистирав да ја земам таа тема за судирот на небото и земјата, кој што тој преформулира како Зевс и Дионис, за мојата докторска дисертација. Така, успешно поминатата прва научно-истражувачка фаза во вашата академска кариера представуваше поттик за позадлабочено проучување на класичниот антички период. Рековте Зевс и Дионис, судир на синкретизам, спојување, мислам се, појаснува народно така, поприфатливо, на небесни хтонски земни култови во нараниот хеленски период. Е тема на докторатот што го одбранивте во јуни 2010 година.
За нашите слушатели, за пошироката јавност, ќе представува интерес да го појасниме процесот на подготовка на дисертацијата, оценката на комисијата во текот на одбраната, за научните вредности на темата и дали трудот е објавен за вашето академско звање доктор на науки да стане валидно. Па јас ги следев стапките на мојот ментор, академик Илиевски, и тој велеше дека докторската дисертација е само почеток на научните истражувања. Знаете, методологијата на академик Илиевски нема импровизација. Да, Јас за среќа имав еден таков ментор кој што нема импровизација, ниту толеранција, без разлика колку сте блиски, но тоа мене ми одговараше за да ги совладам сите тие методологии на истражувања. Јас мојата докторска дисертација ја објавив само со малку видоизменет наслов, потеклото на верувањата и култовите, за да биде јасно за пошироката публика. Така, да, и тоа е присутно да, во затоа што, научниот например, дел. нелектонски во науката, нелектон земја, земни и небесни култови, и Да. затоа ја објавив. И објавив многу статии од мојата докторска дисертација, кои што и ден се цитира на англиски јазик, делови. Так. И мене ми беше значено кога патував на светски конференции, кога академик Илиевски каже дека ова е добро, знаев дека каде и да настапам, нема да имам критики некои големи или Так. дека тоа што ќе го реферирам ќе биде од некој низок квалитет. И голем дел од овие мои истражувања докторската дисертација се објавени во италијанското списание Пасифаја, реферирани се на светски конгреси за микронологија пред стотина академици и светски научници. После зборници, веројатно. Така да, тие се објавени во жива антика нашето меѓународно списание и мислам тоа ми беше само основа да продолжам со она што започнав, да го следам и понатамо развојот на религиите, дали он е примарен култ на големата мајка земја и богот на вегетацијата, верувањето во природата, нашиот живот кој што е менив, кој што е основен култ, и ден денес като постои во нашите традиции, кога голем дел од тоа е християнизирано, и вториот концепт на светиот брак меѓу небото и земјата, каде што меѓу тој судир на тие два култа на некој начин пресудат основа на современите религии. Со една мала поделба, нели на Балканот ние не можеме да имаме строга поделба меѓу кралството на небото и кралството на земјата, не мора да имаме некој бог што ќе оди на земјата, тези тектонски култови кои што во историјата постоеле. И да дојдам до таа основа, што е религијата, како се создава, и она што нашата традиција на природна религија која што започнува од минојскиот период, или оние природни светилишта, еве и ден денес кога имаме кај нас свети води, свети дрвја, една балканска култура, егејска култура која што ќе има не само улога во религијата, но и во начинот на живење, нели? Ништо прекумерно, се со мера, кој се пренесува преку нашите дедовци до ден денеска. Затоа велам денеска науката мора да биде дисциплинарна. Не можете вие само од една страна да го гледате проблемот. И одржав неколку предавања и во Сараево, скоро околу тој проблем, и во Италија, дека сушност ние само во денешно време ги анализираме статистички податоци, колку луѓе нели умреле во тој терористички напад, кој го направил, а не навлегуваме во корените. Зошто тоа се случува? Зошто тие млади луѓе постапуваат така? Или се ставени во таква Така, и ситуација. каде е коренот на проблемот, за да можеме ние да превенираме повеќе колку нели само да анализираме и да ги броиме жртвите. Мојата докторска истражување ми даде една добра основа. Морам да кажам дека сето тоа беше под менторство на академик Илиевски. Знаете, како млад човек никој не ве прима. Но Да. кога тој ќе ме препорача на некоја конференција, јас тоа го чувствував кога тие ме прима без Подршка. никакви трошоци, но тоа беше заради угледот на мојот професор. И тие таму ме третираа како да е мојот професор. И секој од нив кој ќе го замолев нешто да ми појасни, тие ми праќаат своите книги, статии и тоа ми возможуваше нели подобро да ги истражам сите овие појми што ги работев во мојата докторска дисертација. Јас пред малку ве прашав за создавање на брачна заедница, не знам да не го одминавме времето. Да, не, токму во тој период во 1999 кога започна мојата работа во Македонската академија, тогаш го оформи семејството и 2000 година се роди првиот мој син. Така што ете во тие турбуленции на моето академско изградување се случи овие работи. Ако и тоа е еден убав потик можеби за уште повеќе ангажирање за обезбедување иднина на семејството. Но секако според мене многу значена работа во животот, но сепак и момент кога нели додека се децата мали и кога наистина немате толку време за работа на она што треба да го работите. Да. Паралелно со овие обврски во првата деценија на третиот милениум, вие на Институтот за класични студии на факултетот и во Македонската академија на науките и уметностите
извршувате повеќе професионални активности, пројавувате соработка во значени проекти, учествувате во 15 на домашни меѓународни научни собири, објавувате книги и 20 на статии. Кога веќе започна мојата академска кариера, некако се смена околностите и благодарение на моите професори Митевски и Илиевски ме вратија на факултет и тогаш во 2000 година ме избра за помлад асистент. Знаете, во наше време тоа не беше можно да се појавите пред професорот пред 5 години. Така што тоа беше еден убав систем што за жал го напуштивме, каде што ние се градавме постепено. Нели, 5 години асистент, 5 години до 6, значи околу 10-11 години доека не докторите бидете избрани за доцент, но во тоа време вие не само научно созревате и не само наставно држејќи ги вежбите учите од вашите професори, туку и организацијски. Така, на институтот. Како се пополнува пријава, што се содржи таа административна работа на факултетот, часови. Значи, се вклучуваат во прием на студенти. Во прием, јас бев секој според моето знање за компјутери вклучен во на комисија за прием на студенти, ги запознавате другите колеги, така што кога ќе станеме доценти, ние веќе бевме подготвени. За разлика од овие денешни време, каде што тој закон за жал дозволува на 35 годишен млад човек да стане редовен професор, што е никако нелогично. Не. А кај нас ја сеќавам по старите професори, па никој не станал реден професор. Па за да од 47 до 52 години беше граница каде што се стануваше редовен професор. Да. Јас вам морам да кажам дека во Македонската академија разбрав што е големината мојата наука, класна филологија, што е поврзано со вашето прашање. Бидејќи знаете кога истражувате, вие и преведувате, класичната филологија е базична наука, но нема само јазични знања. Да. Туку например кога го преведувате, да кажеме Вергилиј Георгијка, тој политички поет го велича августовото доба и го слави селото и земјоделецот како основа на чувар на добрите традиции. И тој например ви кажува како изгледа една запуштена ниво угар. Но во неговата поезија, ние ги гледаме тие треви и трња, но тој дава збор за секоја таа тревка, која што јас на вистина не знам како се вика на македонски јазик. И сега вие мора да земете ботанички речник, вие мора да влезете во хемија, во историја, географија. Тогаш јас сватив што е предност на мојата наука, бидејќи лингвистиката е нешто како математика, но па филологијата класична е повеќе од математика, бидејќи не е само формула, туку вие треба, преведувајќи можеби еден курс текст, јас се среќавам кога го преведував за хрестоматијата на професор Чепаровски Плотин, тоа беа некаде околу 20 страници текст, јас изгубив 8 месеци. Или па Свети Августин за бројките, имав неколку глави, на никој јазик не е преведен, само на шведски, и сега не е тоа математика, но нумерос како едно космос-онтолошко начело, цела година изгубив за тоа. Но што се случува во мозокот? Вашиот мозокот почна да функционира како сложувалка. Вие постојано се мачите ги поврзите сите тие зборови, според падеж или според значење, и така развивате многу поголеми организацијски вештини, кои што јас не бев свесен, но беше препознато од моите колеги на филозофскиот факултет. Така што со години ја водев таа техничка комисија. Па потоа јас бев и главен координатор со години на отворен ден науки, каде што не само компјутерски, организацијски штандови, медиуми, протокол, пиар. Може би јас не бев свесен, но подоцна сватив дека на што се должат тие мои вештини всушност се благодарение на мојата наука, која што ве прави да бидете премногу аналитичен, систематичен. Тоа го препознаа моите колеги. Рековме дека во наредниот период по докторирањето бевте избран за доцент, потоа вонреден и редовен професор, нели на 5 години како што велите, потоа уредник на меѓународното научно списание Жива антика, па неколку години имате одговорна задача со уписите на новите студенти, објаснивте од каде доаѓа тоа, и истовремено сте главен и одговорен координатор за организирање на отворен ден, нели на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Набројни ангажмани барати соодветно појаснување, дополнување на веќе реченото. Жива антика е една мисија која што ми беше дадена од академик Илиевски и академик Витоме, кој е се уште главен одговорен уредник, бидејќи Жива антика е првото меѓународно списание во нашата земја. Тогашно гласило на Сојузот на класични филолози на тогашната Југославија, угледно списание кое што ги отвори можностите за македонски научници да излезат во светот. Имаме преку 100 броеви,
Значи, се уште постои и за уредување и за издавање бара истите такви вештини, кои што јас веќе би ги спомнам, би ги стекнав во Ману, учествував во тоа издавање на многу книги во Ману. И ден денеска сум уредник и стигнавме до индексирање во Скопус, списанието е етаблирано и еве сега заедно со колегата Саракински и професорот Митевски настојуваме дека таа традиција ќе се продолжи. Отворениот ден на УКИМ беше идеја дека оние саемски представи на тогашниот ректор Веримир Стојковски не носат резултати и дека треба нешто во нашите кампуси да организираме. Покреативно. Да, покреативно, позасебно, бидејќи знаете, Универзитетот Кирил Методи има една, за жал, не се користи голема сила. Значи, имате музичка академија, драмски уметности, ветерина, да не ги набројам сите науки, значи можете да се представите на илјадници начини. И така, некако на филозофскиот факултет на тогашниот декан Едински ми беше дадено задача филозофски да ги организира другите факултети, а јас се поставам како главен координатор на целиот УКИМ, секој факултет има својата координација и тука работевме на тој ден организација до концерти, до настани, до представувања. Еден навистина тежок начин за организирање, кој што бараше многу работа, така што тоа ми возможи па да запознам и со останатите колеги од универзитетот, од другите факултети, што повторно беше едно позитивно искуство на еден друг план, социјален план да кажем. И не само тоа, ја добивте довербата да раководите со Институтот за класични студии, следствено како продекан за финанси на Филозофскиот факултет. Дополнително, во 5 мандати сте преседател на Комисијата за издавачка дејност, формирана од Министерството за култура, и на Националната комисија за учебници на Министерството за образование и наука. Како што спомнав, ете, тој мој животен пат, тој тек, нели, што ме водеше, не само тие организацијски вештини, туку и моите знаења за издавачката дејност, знаете, во, како што ви кажав, голем дел од книгите, особено на академик Глински, бе излезени од мојот компјутер до печатање. Така што ете тие бие препознаени од одредени членови на Советот за култура и тие уште во 2010 година ме предложија за член на Комисијата за издавачка дејност. Да ги средите. Бидејќи јас тоа го работев професионално, беше препознаено и од самите вработени во култура, и од министерот, и некако само се реде улогите, не само председател на Комисијата за издавачка дејност, потоа ме вклучија во сите големи мега проекти на Министерство култура, звезди на светската книжевност, светско книжевно богатство, на Комисијата за меѓународна годишна програма на Министерство култура, во Законот за издавачка дејност. Така што еден период нема толку слободно време да сите тие обврски, нели, раководител, па станав продекан, учествував во сите овие комисии кои што бараше дополнителен ангажман и семејство дома. Но, како што велам, колку сте помлади, нели, полесно ги довршувате тоа, но мојата цел беше да оставам трага и да го дадам се од себе и да покажам како треба. И направивме големи реформи во Министерството тоа време, која за жал понатаму постепено нешто остана, нешто се заборави, но тоа беше мојата визија која што за среќа се прифати во тој момент, да влееме надеж, значи не само да се одобруваат книги на оној кој што ургира, него да вклучиме приоритети. Кога се даваат буџетски пари, мојата филозофија дека тоа не може да се дава туку така, дека мора да има приоритети. Што државата и треба? Не да финансирам се и сешто. Нели, немаме детска книжевност, немаме детски писатели, немаме некоја алтернативна книжевност како стрип култура и така натака. И потоа дека мора на некој начин да финансираме млади автори и дури успеав да ги убедам дека 25% од буџетот ќе оди за млади и афирмирани автори. Ова е документарната емисија Траги во времето, а вие, почитувани слушатели, го следите разговорот на водителот Александар Ангеловски со гостинот доктор Радко Дуев, универзитетски професор, класичен филолог, лингвист и во 2 мандати декан на Филозофскиот факултет во Скопје. Професоре Дуев, по сите професионални и општествено одговорни обврски, некако логично дојде и вашиот избор за декан на Филозофскиот факултет,
логично ми се чини да проговориме што се спаѓа во делот на работни задачи на првиот човек на една високообразовна и научна институција. За мене беше предизвик, секако најпрвен што колегите веруваа во мене, знаете. Да, вие бевте близок соработник на Едински. Продекан, и второ што професорите верува дека јас можам да ја водам таа институција. Јас таа позиција ја сватив како една света мисија, бидејќи мене ми падна да бидам декан во 100-годишнината, еден голем юбилеј. Ќе го кажеме тоа. Но мене ми беше тежина, бидејќи јас сум таа линија од Петрушевски и Илиевски, од првиот декан, и настојував заедно со моите продекани соработници, па и со моите колеги професори, дел од нив, да покажеме што е значењето на филозофскиот факултет и дека ние можеме, нели, не само да страдаме по туѓото, да бараме, да копираме, компилираме, туку да покажеме дека и ние како професори и дека нашиот факултет и нашите области може да придонесат и да бидат центар на некој настани. И така во едно тешко време кога имаме големи миграции, нема толку средства, фондовите за наука се намалуваат. Мојата цел беше првин да ја подигнем општествената одговорност, некако да ја наметнеме таа визија на нашето општество во сите тие мои посети на странски универзитети во Израел, Франција, Италија. Забележував дека сепак имаат поголема развиена припадност кон институција и припадност кон држава отколку кај нас. Ние некога изгубиме таа општествена одговорност. Да ја наметнам таа визија за триаголникот заедница, високо образование и држава, бидејќи нели постојано лепдеше оној притисок бизнис сектор и јас постојано кажував зошто сме ние важната алка во многу тие кавги со одредени министри што не би сакал да ги спомнам имиња, дека всушност ние не можеме да раѓаме инженери и доктори, туку ние мораме да направиме еден систем каде што ќе имаме добро предучилишно образование, каде тие работници ќе ги оставаат децата. Да. Добро основно образование, каде што децата ќе се описмена. Некој се предвидуваше у МРТВ да има градинка за работените, а сега нема ни вработени. Да имаме добро средно образование, стручно, и дека пазарот на трудот само ги диктира високообразовните професии. Со развојот на науката ние не можеме да ставаме професори за година, бидејќи просекот на понавме некаде околу 10 години, и дека не можеме да добиеме инженер за година, туку на 23 години кога заврши факултет. И целата моја битка беше, бидејќи многу како дете сакав да ги читам мемуарите на Де Гол и на Черчил и она познатата визина If you go through hell, keep going, и да одиш низ пеколо, само оди. Настојавме да ја вратиме таа општествена одговорност, затоа што нели некако општеството пред нашите очи се распаѓа. Значи немаме никаква одговорност кон нашата екологија, средина, кон самата држава која што е фикција, нели ние луѓето ја правиме. Она што мислам дека како декан успеа да го направам е што факултетот стана центар на секакви меѓународни активности. И на крајот, кога ги заврши двата мандата со продеканката Маја Геровска, направивме анализа и некаде околу 800 странски професори присуствувале, предавале на филозофскиот факултет. Па јас мислам дека и други светски институции и универзитети се пофала дека организирале по 8 научни конференции од висок ранг во една учебна година. Манифестираната пристапност, отвореност и подготвеност за соработка ја покажавте и при нашата средба во ноември-декември 1920 година на постот декан, рековме. Морам да подсетам дека имавме одредени разлики во врска со создавањето на првата високообразовна институција во Македонија, меѓутоа преку конфронтација на факти, соодветни примери, се усогласивме и направивме аудиозапис за одбележување на 100 годишнината од формирањето на филозофскиот факултет. Затоа предлагам и во оваа пригода да го споделите со нашиот аудиториум толкувањето на поводот за јубилејната годишнина и како поминачинот на прославата се разбира во ваша организација. Сите активности мои како декан и сето она што беше и наведено во мојата програма за декан, всушност воде кон тоа, кон прославата 100 години, до 16 декември, кога стапив на должност 2017 година, се водеше како подготовка за големиот јубилеј. Направивме мрежа на Унија на филозофски факултети во регионот, бидејќи сметам дека регионалната соработка е многу значајна пред да преминеме на поширока соработка. Но, како што спомнав минатиот пат, гледате некој вид судбина, што би кажал Кикенон. Филозофскиот факултет е формиран веднаш по
завршувањето на шпанскиот грип во 1920 година и нас не зафати пандемијата токму со COVID-19 и всушност некако сето тоа криза, економска криза ги наруши сите концепти за прославување. Мотото на 100 години, кој што јас го напишав, беше еден век високо образование, еден век државотворност. Целта беше, како што напомнав на почетокот, јавноста да ја некој начин свати големината и значењето на тој филозофски факултет, не како пофалба за нашите генерации, туку да не ги забораваме улогата на старите професори, кои што во едни уште потешки услови успеале да создадат институција за почит и да создаде и универзитет за почит, нели? Да, но за жал, знаете, тогаш имаше военни состојби, протокол, имав идеја. Но добро го има на вашата веб страна, тоа може да се провери, да, го проверував. Направивме монографија, направивме неколку настани, бидејќи јас денот на факултетот го сваќам она што го заборавивме како ден за кажување благодарност, ден на благодарноста. Ние заборавивме да кажуваме благодарам на сите лица кои што учествувале тој мозаик наречен филозофски факултет и благодарение на кои ние денеска не само што сме професори, туку всушност и екзистираме од таа, да кажеме, институција. Екзистирате, ама и да создавите. Имав и идеја да го одложиме за 21, но повторно имаше ли брана ковид, повторно имаше заштитни мерки и на крај се откажав, им кажав на колегите, еве, што може да направиме, а понатаму ви оставам нам кој ќе дојде сега 105 години, сегашниот декан да си го одбележи во некакви други услови, така што јас многу болно го доживеав, бидејќи бевме спречени. На организирање, да. Тогаш нашиот разговор беше нели во насока, вие велите 100 години, јас реков според некои кажувања на Георги Шоптрајанов, создавање е 46-та, но кога дадовте примери во целиот свет, значи не е само Полска, како и да била идејата кога е основан, важно е втемелен. Нова почва и пак се изградиле кадри кои поинаку се однесувале од тоа што мислеле создателите. Да, денеска имам се уште приговори за тоа дали е 100 или... Ама е веќе славата и сега пак 105. 105, но веќе започнавме, значи не може да се вратиме назад. Не, поиздржано е во ред е. Само се појаснува првата фаза и втората. И тогаш ви напоменав, значи, асистентите на тој филозофски факултет пред војната продолжува да бидат професори по војната. Од фондот и музејската збирка Душан Неделјковиќ беше, Фран Петреј, Десанка Милјовска, Шоптрајанов, да. Како сега тие, како ќе ги сместиме во едниот и другиот. Од фондот, од музејската збирка што била на факултетот, започнува музејот на Македонија, од библиотеката, од фондот книгите Народна библиотека, значи сепак ние зборуваме за институционален развој. Време е да се вратиме на професурата на науката. Давате значен придонес во изградување на повеќе генерации до дипломци, членстве на универзитетскиот стручен состав за докторски студии, редактор и уредник на, како што стои во биографијата, на над 800 изданија на Филозофскиот факултет, на Македонската академија, уредник на меѓународното научно списание Религиски диалог и соработка. Понатаму читаме, гостува со предавања на универзитети во Италија, Франција, Србија, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина. Повелете. Ние сме наставно научна професија, но повеќе научна, бидејќи ако немаме наука, не може да имаме квалитетна настава, но она што е најважно, тоа е меѓународната размена. И самото име ЕКТС, нели, и принципот на Болоња е мобилност или размена. Бидејќи во професионалниот развој на секој професор на една високообразована институција во голема мера влие, нели, оваа размена, можноста да предавате пред студенти, нели, првин да споредите со вашите студенти, можност да соработувате со професори од други универзитети за да го видите на некој начин први да научите и нешто ново, а второ да го видите и вашето ниво, споредите со колегите од другите земји. Тоа е едно навистина богато искуство. Мене она што најмногу ме интересира, каква е критичката мисла на тие студенти. Кога бевме во Словенија, ми беше малку и поразително, бидејќи требаше да предавам на англиски јазик и од еднаш колешката ми кажа дека можам со хрватски. Зошто? Бидејќи од постдипломците 6 бе од Македонија, 4 од Србија и 3 од Словенија.
и сега малку се чувствував тажно, значи јас можам да предам на македонски јазик во Словенија. Моите знања за издавачката дејност продолжи и понатаму, затоа сум и на ова списание за религиски диалог и толеранција. Ви ја кажав мојата намера, не се откажувам идејата дека мора се разбие тие предрасуди дека религијата е виновна за сето ова зло што се случува. Да се даде придонес кон мирот. Кон мирот, да, еден вид можеби во денешно време и најголем придонес во мирот. Тоа го покажува и всушност каде лежи голем дел од проблемите на сегашните војни, за кои се крие интерес, економија и политика, далеко дека религијата. И сега кога бев во Сараево, тамо интересно што е мешан состав на студенти и ги прашав кој од вас ги има прочитано Куранот и Библијата. Крена само еден студент од 50 студенти, деме го прочитал Куранот и викам што ви кажува тоа? Дека вие знаете за религијата, како што традиционално дома сте воспитани, а дека никој од вас не ја разбира религијата, теологијата и што таа зборува. Се сеќавам, затоа се боревме да влеземе со тоа историја на религиите во основното училиште, за да сватат децата дека тоа не е толку различно, дека целта е иста, живот да верба во смртта, дека не е Мојсе е Муса, не е Исус е Исо, не е Адем е Адам, не е Хава е Ева. Клучот и на исламот и христијанството е Платон и неоплатоничарите и неговото првпат издвојување на свет кој што не е материјален на земјата. Тој влегува преку арапските учени, преку Ибн Сина во исламот, влегува и во христијанството, преку Плотин, Тома Аквински и понатаму. Филозофијата е сложена за обичниот народ, затоа е многу лесна од политичарите да се злоупотребува и одредени свештеници. Тие има друг интерес. Да се манипулираат. Да кажеме збор два и за вашето учество во проектите на Министерството за култура на Република Македонија. Вие спомнавте пред некое време Звезди на светската книжевност, антологија на светската книжевност и светско книжевно наследство. Особено сум горд на моето учество во овие проекти, првенствено бидејќи во редакцијата јас така го запознав еден од најголемите луѓе македонец кој што сум го запознав, академик Митко Маџунков, една енциклопедија од знаење. Според мене, нели, како оние во книжевност и во филмовите библиотекарот, кој што нема книга што не ја позна, не прочитано. Потоа професорот покоен Луан Старова, покојниот Драги Михајловски, Ташко Ширилов, Венко Андоновски и сушност на тие и на тие дебати околу авторите, начинот на преводот, нели, потребувајќи сите мои знања до тога стекнати, а имав можност да се дружам и да работам еден долг период со сите овие големи луѓе, особено со академик Митко Маџунков. Но навистина сум горд на тие книги, бидејќи во Звездите на светската книжевност и светското книжевно наследство книгите беа доведени и приведени до перфекција и антологијата на светската книжевност, заедно со колегата Владимир Мартиновски, со Никола Маџиров, направивме проектна програма и избори за сите периоди, една убава едиција, 560 книги, значи врни од Гилгамеш па до денес, има едицијата Звезди на светска книжевност. Светско книжевно наследство ги има најнаградуваните книги, нели од Пулицер, значи понеков избор, за да не се повторуваат со претходните проекти. Антологијата е избор на поезија од сите периоди, од почетокот, нели, до крај. Но што е најважно, ние со овие проекти на државата и оставивме огромна дигитална база. Тоа ми беше мојата цел. Значи сега, во PDF, ви имате илјадници страници превод, што ќе може, ако се искористи, да послужи како одлична база за лексикографија и, за жал, заради одредени законски проблеми кои што не сакаат да ги решат, многу голем дел овие книги останува под рубните на Народна универзитетска библиотека. Наместо да се барем да се донираат по училишта, истите изданија како комерцијални изданија, оние издавачи кои што учествуваат на јавните набавки, кои што ги добија дел од тие книги, си ги продаваат во своите книжарници, значи не се недостапни и се да мислите некаде да прочитате околу 200 книги. Тоа е исто акумулирање на ново знање. Некој ги има читано како млад, но како што кажувам, веќе ги гледаме тие големи уметници на еден многу поинаков начин. Уште еднаш да подсетиме, ваши истражувачки интереси се античката митологија, античките религии, микенологија, античка епика и античка музика. Според тоа, дали тековно работите на одредена тема и во која област? Во последно време повеќе работам на религијата. Како што кажав,
сакам да сите овие мои статии истражување да ги спојам во една книга за развојот, конфликтот на природната религија, традицијата, создавањето религијата и предлог начин како да се спасиме од руптората на религијата. Заради моите многобројни административни обврски, за жал не успеав оние скрипти што ги имав по предметите античка митологија и антички религии, тоа ми е следниот план да прераснат во книги како учебници студентите. Моментално работиме на терминолошки речник за антика, воден од академик Митевски во Ману, и тоа е еден убав предизвик, барем за мојата област, да ги разрешиме оние проблеми, дилеми, како одредени термини да се преведат на македонски јазик. Целта и желбата ми е да ги завршам овие 3 проекти кои не успеа во изминатиот период. Да ги завршам, остава на ниво на скрипти се уште, но се надевам да го наскоро време ќе бидат обелодеднати и како учебници. Вообичаено на крај од аудиопортретирањето на нашите гости прашувам за општествената валоризација, награди и признанија за досегашниот придонес. Тоа во вашиот случај добива на тежина поради фактот што бевте член на одборот за доделување на државните награди Свети Климент Охридски и 11 октомври. Јас сум добивал одредени признанија, повеќе од административен дел, од моите колеги, од методи и од регионални факултети заради нешто што сме работеле заедно. А иако за државна награда сум бил учесник речиси 4 години и во доделувањето на државната награда Климент Охридски и 11 октомври, но јас сепак имам став дека имам 55 години и дека државната награда представува еден вид за окружување на опусот. Така што сепак мислам дека се уште е рано. Бев многу пати во тие комисии, некојаш бев разочаран од мотивите кои што ми ги кажуваа за наградите, но секогаш настојував и кога гласав за тие предлози, сепак да гласам за навистина некој кој што неговиот опот заслужува, но и возраст. Особено 11 октомври е за животно дело. Како што и еве и професорот Митевски, тој е годинава добитник на Климент Охридски, иако тој никогаш не сакал награди. Но знаете, јас во што верувам, наградата е награда, но професорот го права делата неговата биографија. Она што ќе остане за наредните генерации. Професоре Дуев, ви благодарам за гостувањето во емисијата Траги во времето. Ви благодарам и вам многу за поканата. Заврши денешното издание на документарната емисија Траги во времето, во која наш гостин, почитувани слушатели, беше универзитетскиот професор, класичен филолог и лингвист, доктор Радко Дуев, продекан и во 2 мандата декан на Филозофскиот факултет во Скопје. Спикер Анета Трпевска, тонмајстор Исмаил Авдуловски, автор Александар Ангеловски. Производство Македонско радио, Радио Скопје, декември 2025 година. Čuka stranec na vrata, čukam jas, majko, tvojot otežan sin. Aj, stani, majko slatka,
pokažan sin. Otvori majko, otvori mi, neću ka stranec na vrata. Čukam majko, čukam jas, tvoj pokažan sin. Si bila sama, za mene suzi doneše. Zaboravi mi na to, majko, ti svega prostim ti. Otvori majko, otvori mi, neću ka stranec na vrata. Čukam majko, čukam jas, tvoj pokažan sin. Čovek mi veli seka, ne čukaj niko i nema. Nikoj ne žive, prazno se, majka Bogorod spije. Nikoj ne žive, prazno se, majka Bogorod spije.